40 добро вооружени лица во маскирни униформи и ознаки УЧК ноќеска околу 2 часот и 30 минути по полноќ заробиле четворица дежурни полицајци во станицата во Гошинце, јави МВР. Според нив, тројца од службениците биле врзани со лисици, а едно лице било удирано. Водачот на групата испратил пораки преку преведувач, што зборувал на лош македонски јазик. Посочил дека ниту Груевски, ниту пак Ахмети нема да ги спасат. Ние сме од УЧК, пренесете дека ни Ахмети, ни Груевски може да ве спаси. Не сакаме охридски договори, никој не смее да дојде. Сите ќе ве ликвидираме. Сакаме наша држава, посочил водачот. Потоа им дале клучеви на полицајците да се одврзат и им рекле дека имаат половина час за да си заминат. Им били искршени радиостаниците и им биле земени мобилните телефони. Еден полицаец зел клучеви и ги одврзал колегите и пеш заминале кога слушнале долг рафал од автомат. Биле предупредени дека ако ги најдат повторно тука ќе бидат ликвидирани. МВР посочи дека се работи за напад врз македонските институции, односно на караулата. Според нив, терористичката група е од Косово. Полицијата презема дополнителни сериозни мерки за расчистување на терористичкиот напад. Повеќе детали не се откриваат. Поранешниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски стои зад актуелниот лидер на партијата Зоран Заев и како што вели му честита за храброста и му дава целосна поддршка. Црвенковски во писмото до јавноста вели дека како лидер на СДСМ, а посебно по настаните на 24 декември 2012 година се залагал за активен и континуиран отпор, за перманентни протестни собири и маршови, за разни облици на граѓанска непослушност и за бојкот на локалните избори. Додава дека ова било стратегија во која тој верувал пред 2 години и на чија реализација, доколку до неа дојде, целосно ќе се стави на располагање и ќе биде во првите редови. Граѓаните се соочени со деструктивните сили на СДСМ кои сакаат со лаги и монтирани материјали од незаконско прислушување да сеат раздори и омраза, да ги спречат реформските процеси, економскиот подем, странските инвестиции и новите вработувања, порача пратеникот Илија Димовски на трибината на ВМРО ДПМН во Делчево. Според него лидерот на опозицијата Зоран Заев нималку не се разликува од неговите претходници, дури и ги надминал со заканите и клеветите. За пратеникот Антонио Милошовски тоа што го прави опозицијата на чело со Заев, од сега има поддршки од Бранко Црвенковски, што сакаат да докажат, како што вели дека народот сгрешил, што ним не им ја дал довербата. Додека тие креираат судири по национална, верска и етничка поделба меѓу граѓаните, Груевски нуди инвестиции, нови работни места, субвенции за земјоделците, додаде Милошовски. Макроекономските параметри покажуваат дека бизнис климата и економската состојба во Македонија се движат во рамките на предвидувањата, оцени Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на стопански комори на Македонија. Очекуваме да го добиеме резултатите за првиот квартал од годинава во делот на БДП, што ќе покаже дали предвидениот раст од 4% за цела година ќе почне да се остварува. Според индикациите и активностите кои што ги имаме пред се од носечките сектори, градежниот, рударскиот, металниот, текстилниот и металопреработувачките, како и преработките на храна, очекуваме овие резултати да бидат поволни, додаде Алексов. Пијан прилепчанец околу 7 часот изутрина ги искршил стаклата на општинската зграда во Прилеп. Сторителот бил приведен во полицијата и истрагата за случајот, која што е во тек, ќе покаже причината за овој настан. Од полицијата го потврдија случајот и во првичната информација се вели дека лицето било во видно алкохолизирана состојба. Од почетокот на годината во Средоземното море се удавиле 1750 илегални имигранти при нивниот обид да стигнат до Европа, што е дури за 30 пати повеќе во однос на бројот на жртвите во истиот период лани, соопшти меѓународната организација за миграции. ИОМ лани пресметал дека биле пријавени само 56 случаи на давење во Медитеранот. ИОМ стравува дека вкупниот број од 3279 удавени илегални мигранти во текот на 2014 година би можел да биде надминат веќе во следните неколку недели.